Почитувани гледачи на ОТВ, добре дојдовте во уште едно вонредно процедурално. Обично процедуралните ги правиме во студио, кај ќе стасаме, коментираме настани кои што се случуваат во општинската зграда, но овој пат мораше да снимиме разговор. Нешто кое што се случи пред околу недела дена. Сега дали во кој ден ќе излезе интервју, ама од околу недела ќе биде. Мораше да снимиме разговор со Миријана Стевановска, советничка, веќе независна. Фала ти што прифати да го изразговараме овој момент, затоа што не само на локално, а предизвика внимание и на национално ниво. Ајде тргнеме, се не можам да избегам од себе си да не го поставам првото прашање вака. Како правник, дали кон овој чекор те однесоја консултациите со правната служба кои што се случува во овие 7 месеци во Советот? Прво ви благодарам за поканата, со задоволство ја прифатив. Не се консултирав со правните служби, не се консултирав со правници, заради тоа што јас доволно ја познавам материјата, доволно ги знам и своите права, но и своите обврски. Единствено одобрение и поддршка побарав од моето семејство, од мојот сопруг и од моите деца, кои што познавајќи ме одлично, и никој не ме познава така како тие што ме познаваат, безрезервно ме поддржаа за да го направам овој чекор, за пред се да си бидам чиста пред самата себе си и пред она што јас сум како човек и сега како советник. Ајде сега, ќе одиме малку неконцептуално и затоа решивме да не го снимаме овој разговор во студио, да видиме што е можно поблиску до општинската зграда. Гледаме во незе. Дали овие 7 месеци, 7 месеци веќе, не се цели 7 месеци, веќе 13-14 седници на општина Прилеп, се гледаше таму како човек кој што ги следи сите седници, како единствен медиум кој што редовно ги следиме случувањата и ги фаќаме тие недоумици, недоразбирање. Дали во овие 6 месеци беше тешко да се функционира од столицата на која што седеше? За мене да. За мене лично да. За тебе прашувам. Апсолутно. Значи, јас свесно и со цел влегов во овој, како што сакаат да го наречат колегите од власта, циркус. Ама не очекуваше циркус? Не од лукративни причини, најмалце. Значи, најмалце од некако било каков интерес. Јас живеев, престојував подолго време во Скопје, но мојата душа, моето срце, моето се е овде во Прилеп. Јас сум овде родена, јас сум овде школувана, овде ги почнав моите први чекори со прво вработување во катастар, па после тоа како адвокат. Сите тие почетоци се овде мои и сето тоа јас го градев сама. Апсолутно сама, без поддршка од никого. Чекай сега, ајде да не, ќе одиме и рандоми на тие моменти како се развивала. Конкретно ми е прашањето, како беше да се действува овие 6 месеци во таа група на која што припаѓаш? Дали имавте координации како ќе функционирате пред седмици? Не, јас бев изоставена од сите координации. Неретко знаеше председателката на Советот да викни координација на пратенички групи и бев повикувана јас. Меѓутоа, тие координации, еве во овие 6 месеци, 2 пати, ако успеавме да се искоординираме. Меѓутоа, во сиот останат период, јас бев маргинализирана, непочитувана. Едноставно бев третирана како нејзиниот еден глас ништо не значи овде во Советот. Буквално така се чувствував.
Ајде малку за оние работи кои што не случајно го почнав така консултациите со правните служби, има тоа една изрека на председателка на Советот која што често ја кажува кога се бараат посложени одговори од неа зашто оди според или против некоја процедура, деловник се крши, не се крши, на крајот на криштата тоа се ваши работи како советници да ги дебатирате и да ги расправате, наше да цениме секој индивидуално. Дали пробавте од кога ќе заврши седницата, излеговте неколку пати на седница, кажавте ова не е во ред, овде се крши процедурата, ова не е деловнички. Дали после тоа не пробавте едноставно седните после седница со колегите од мнозинството да му кажете, колеги, ова како правник ви го кажувам искрено, не е вака, зошто се тера по секоја цена? Се обидов неколку пати, поготово со двајца колеги правници кои што се од власта. Нивниот одговор беше да, во право си. Значи, приватно признаваат? Приватно да, се признава, меѓутоа на говорница не се излегува да се поддржи тоа што го кажувам дека не е законски, дека се крши деловникот, дека не се почитува статутот и ред други законски одредби кои што се флагрантни се прекршуваат. Тоа мене многу ми сметаше. Значи, не може не може мојот авторитет и моето знаење да ми се урнисува на начин што граѓаните во Прилеп ќе ме гледаат како таму седам, кажувам нешто, меѓутоа не можам да постигнам никаков успех. Сега јас ќе си го поставам сама прашањето, што сега пак, како независна, она што го и некој во коментарите го напише, една ласта не чини пролече. Не е точно. Кога успеав јас како жена да соберам храброст и да се одважам и да го направам ова што го направив, верувајте, не ми е лесно и не ми беше воопшто лесно да ја донесам таа одлука и да го направам овој чекор. Но вакви како мене не има многу. Мислиш, гледаш во тие 17 кои што се останати во мнозинството дека можеш да проработи, еве како што велиш, совеста, да си ја заштитат професијата пред се знаењето, кредибилитетот кој што имаат во општеството, па и на крајот на криштата некаков имидж кој што го изградиле во таму. Во советничката група на владеачката партија има прекрасни луѓе. Верувајте ми дека има интелектуалци, прекрасни луѓе, но не знам од кои причини не ги искажуваат своите ставови на говорница. И мислам дека неколку луѓе кои што држат до себе си, кои што имаат интегритет, дека ќе направат некакви чекори. Тоа е моje лично мислење. Немам сознание да не бидам погрешно сватена, нити информација, нити сознание, ништо. Меѓутоа, посметрајќи ја советничката група во овие изминати месеци. Ајде се прошетав малку во овие 6 месеци, кршење на деловник, интервенции, неразбирање, чувствување дека си отфрлена, неприфатена во таа група. Ајде кажи ми кој беше моментот кој што го повлече чкрапалото, јас овдека не можам повеќе. Имаше повеќе моменти претходно, меѓутоа најбитниот момент беше кога опозицијата, на која што јас не припаѓам, значи јас сум независна и стојам на зборот заради тоа што поднесе барање за вонредна седница, за свикување на вонредна седница. Тоа се 1/3 од членовите на Советот. Значи, по деловник мораше да биде свикана вонредна седница. И по укажување на председателката дека треба да биде задолжително свикана таа седница, сватив дека мојот збор како искусен правник и како познавач на материјата не важи ништо и дека не знам со кои советници, со кои правници жената си се консултира и ги прави оние катастрофални грешки кои што ги прави. Тоа беше последното нешто
кое што вака ја преличашата. Се, Тоа е непочитување. Значи, во Советот сме сите советници исти. ова беше второ барање на опозицијата со 1/3 за вонредна седница. Првото беше, сеќавам, за петтата седница беше вонредна, која се разговараше за мигрантите. Тогаш уредно беше закажана, мислам во рок од 4-5 дена имаше долга дебата во Советот. Се тогаш морам да го освежам овој да остане како запишан момент, затоа што се случи нешто кое што е без преседан. Значи, за една точка се гласаше 3 пати на таа седница. Од 5 до 14, ајде тогаш може било на почеток, може во консултации со правните служби се правеле такви грешки кои што мислам дека со секој еден човек кој што разбира малку од логика се недозволиви. Апсолутно. Имаше тогаш и понуди од опозицијата, ајде да седниме заеднички заклучоци, да се обидиме донесеме. Имаше и моја понуда, одговорница имаше Така. моја понуда. Сега, Пошто и јас имав предложено заклучок. да, и твоите заклучоци беа ставени на гласање без да бидат на дневен ред. Да. И тие кои што се изгласа и до ден денешен не знам дали тие се објавуваат, најверојатно се објавуваат на веб страната. Се објавуваат, да. Тие се ништовни кои што се изгласани затоа што едноставно не беа на дневен ред, според мене. Еве. Најголемата грешка и кршење на деловникот го прави председателката на Советот со тоа што кога било кој советник, значи ние како советници имаме право да поднесуваме иницијативи, да поднесуваме предлози. Нашите иницијативи, нашите предлози од советниците, пошто ние како градоначалникот што има право да предлага точки на дневен ред, така и ние имаме истото право да предлагаме Така, точки на дневен ред. предлагате се градоначалникот и советниците. Нашите предлози пред се треба да појдат во работата на комисиите, да бидат разгледани од комисиите, да бидат ставени на дневен ред и после тоа да се предложи гласање, пошто по таквите иницијативи не се расправа, туку се оди на директно гласање. Да. Значи многу едноставно и поелегантно може да бидат изведени. Еве да речеме, ако мнозинството не се согласува, ја закажува седница да се изгласува дека нема потреба од дискусија на... Чисто, не треба совети од правници, не знам какви мислења, апсолутно, а деловникот е, значи многу е убаво и јасно напишан. И прирачникот кој што ни го даде, значи сега и беа во Охрид, и во прирачникот многу убаво е опишана процедурата. Зошто вака се поставува, не знам. Ајде сега од оно што го начна на почеток, би те прашал сигурно да влезеш во одлучувачки работи, да влезеш во локална политика, имаш некаква желба да придонесеш за градот. Муабетов ми е зошто го избра точно знам. Ако претходно, колку што знам, не си била друга политичка партија. Не сум била во друга политичка партија, во ниедна, никогаш не сум била нити активист. А знам се појави како партија која што за мене представуваше трета опција. Јас не се согласувам со политиките на ВМРО, ДПМН, не се согласувам со политиките на СДСМ. И го имаш знам како избор, кој што веќе е во коалиција со ВМРО. Не, јас кога станав член на партијата на Знам не беше во коалиција со ВМРО. За време на локалните избори? За време на локалните избори. На состанок во штаб, јас многу јасно и гласно кажав дека јас не припаѓам на ВМРО, и ако сме ние владини партнери, значи нашиот израз беше владини партнери, а не коалиција, и коректори на власта. Со цела почит, тоа владени партнери го користат на централно ниво,
кое што е епски смешна работа. Се- Коалиција е коалиција. Тие си во коалиција, заедно си гласаат, заедно си прават политики, се делат директорски места, функционерски места и Тоа, така натаму. во Така ред. дали ќе се викаме партнер или коалиција, Во ред. За тоа имаше многу големи реакции од Прилепската организација на Знам. И јас уште тогаш јасно кажав дека ова е локално ниво. Ова е Прилеп и овде само ние прилепчани не знаеме што е најдобро за Прилеп. Јас нема да бидам, како што кажав и на кога ја давав, кога се прогласив за независна. Јас нема да бидам декор во Советот на општина Прилеп. тука морам да ти оддам кредит за сам- уште во првата емисија која се снимавме во студио, го изјави ова и морам да ти признам дека си достоен на зборот. Значи и на самите граѓани јас им ветував дека ќе бидам гласна, дека ќе зборувам, дека ќе поддржувам се она што е во интерес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на општина Прилеп. Од страна на мојата политичка партија во која што припаѓав ми беше кажано да, ти слободно ќе ги изразуваш сите незадоволства, сите неправилности кои што се случуваат. Тоа е твое право како советник и нема да имаш никаков проблем. Но се испостави дека не е така. Кои беа реакциите од партијата на твоите забелешки кон неправилностите според тебе кои што се случуваја во Советот? Дека не сум политичар, дека не знам да водам политика и дека не знам да застапувам ставови на политичката партија на која што припаѓа. Нели претходно ти рекле да бидеш гласна и сепак треба да се бориш за прилепчани? Па тука е моето разидување. Значи, јас Значи, за од ветувањата, договарање да бидеш носител на советничка листа до дејствувањето има големи отстапувања, значи... Да. Добро. Јас им ветував на граѓаните, јас излегував, јас зборував со граѓаните, јас го давав мојот збор. Јас нема да дозволам, кога ќе излезам во мој град, кој што најмногу си го сакам, да ме запираат луѓе кои што веќе почна не правиш ништо од тоа што ветуваш. Јас на никого не му ветував вработувања, јас на никого не му ветував дека не знам што ќе, едноставно ветував дека тоа што е добро за овој наш град ќе го поддржувам, а тоа што не е добро и кое што удира по џеповите на граѓаните на Прилеп, нема да го поддржам. Ај кажи ми како ги гледаш овие 6 месеци воопшто како нова локална самоуправа? Како ги оценуваш? Како резултат низ градов сега, тоа што го гледаме во Советот што се случува, сите имат можност да гледат на YouTube каналот на општина Прилеп. Низ твоја призма во овие 6 месеци градов почна да напредува, почна да излегува од некоја летаргија или... Не. Апсолутно не. Значи, ние носиме одлуки, огромен број на одлуки, кои што немаат ни почнето да се спроведуваат. Има одлуки кои што ги носиме, кои што се од битно значење за граѓаните. Јас не зборувам само за инфраструктурата. Инфраструктурата се знае во нашиот град. Еве и нешто, ајде, се прави, се средува. Меѓутоа, одлуки кои што ги засегнуваат нашите граѓани, социјалните случаеви, самохрани родители, случаеви кои што инвалиди, значи луѓе кои што се болни од канцери, кои што имаат потешкоти, тие одлуки ги носиме и сметам дека се и паричните средства кои што му се доделуваат се незначителни, а се издвојуваат средства за настани кои што мислам дека и нема се толку битни на нашиот град и без нив ќе поминем. Кога спомна настани веќе, оваа година конкурсите кои што се за спортски клубови, граѓански здруженија, индивидуалци и така натаму, кои што воглавно излегуваат резултатите, доминатата излегува е околу 15 март, еден месец по завршувањето на апликациите. Минатата година излегува на почетокот на мај, снимаме 15 мај.
До сега не уште се. не се излезени. Во разговори непосредни со советниците, со членовите на комисијата која што е задолжена за тоа е околу јуни. Како коментираш дека во 6-тиот месец од годината ќе бидат распределени парите за годишните проекти? Не па баш за тоа зборувам. Неефикасноста, нетранспарентноста. Значи, ние се трудиме транспарентно да бидат сите одлуки на Советот, транспарентно да бидат сите иницијативи кои што ние ги даваме. Кажете ми што сме реализирали. Не знам, јас нема што да кажувам, че се ценат граѓаните. Мене ми Точно, нека ценат граѓаните, што сме реализирале. Значи, не можам да поддржувам политика на спроведување на однапред утврдени и договорени одлуки, кои што не се во интерес на граѓаните на градов Прилеп. Не можам да поддржувам одлуки да ги субвенционираме јавните предпријатија тешки загубари, заради тоа што раководствата, значи ова ние сега не зборувам за новите поставени директори, секоја му чест на луѓето кои прво капа му сметнувам долу што се нафатиле на такви загубари да застанат на чело и да ги водат тие предпријатија. Меѓутоа, треба еднаш да се стави крај. Треба еднаш да застанеме, да ги аминуваме и да креваме рака дека во ред се и завршни сметки и значи тоа е тоа што јас не можев да го издржам. Од секогаш кај нас така се действувало, се гласале однапред договорени одлуки. Проблемот на овој совет според мене најмногу тоа што воопшто не се труди ни да се држи до елементарната процедура. Апсолутно. А елементарната процедура јас ја нарекувам дека тие процедури, законите, ловници воопшто во демократските општества постојат да го заштитат послабиот, да го заштитат малцинството, да го заштитат граѓанинот. Барем да му дај шанса за дебата. Ако не е по мој изгласано, барем да си го кажам мислењето. Па не гледате дека на нашите седници не се дозволува присуство на граѓани? Да, тоа се случи на неколку пати. На неколку наврати е тоа. Значи, законски, процедурално поднесено барање за присуство на граѓани да присуствуваат на седниците. Не им се дозволува. Зошто? Не знам. Зошто не им се дозволува? Некој мене нека ми одговори. Оти немаме одговор на тоа прашање. Ние го поставуваме тоа прашање, меѓутоа никој не ни дава одговор. Барем да не удостои со одговор зошто не дозволуваме граѓаните да присуствуваат на седниците. Имаше кога беше заповеда, имаше барање од 7-8 луѓе. Имало на повеќе наврати, не само кога беше победа, не сега кога беше за имаше и претходно, некој сега не држете ме за збор, меѓутоа не беше дозволено присуство на граѓаните. Зошто мислиш дека така функционира овој совет некако многу чудно? Ајде се да не користам тешки изрази, ама навистина јас како човек кој ќе ги следи седниците, кој ќе налета на такви случаи, се чувствувам неудобно. Се чувствувам неудобно како прилепчанец. Зошто представниците на моите сограѓани, моите представници се однесуваат вака и не го почитуваат тоа што некој го донесол и го ставил на хартија, тоа е правилата на игра според кои што треба да играат. Ова не е само политика на ВМРО. Ова беше политика и на СДС. Затоа ви реков дека избрав трета опција, но за жал третата опција не е тоа што јас бев убедена дека ќе биде. Советниците од владеачката партија се само дигачи на рака. Многу често имам впечаток дека нека не ми замерат, а и да ми замерат. Мислам дека немаат ни прочитано материјалот по кој дебатираме на седниците. Па затоа понекогаш во ретки исклучоци за возврат
даваат некаква реплика која што блага врска, нема со тоа што ние посочуваме, дискутираме, разговараме и се трудиме да го наметниме како правно, но и како правилно решение. Апсолутно. Кога ги спомна чудните одговори, чудните реплики, нешто кое што го забележувам, а тоа се личните напади кои што се случуваат. Не се расправа со материјата, а кога се нема аргументи се влегува во лични напади. Тоа го доживеа и ти минатата седница. Како го коментираш тоа? Воопшто не зборувам за конкретни случаи, ама се случува повеќе пати во овие 6 месеци. Да, да се оди со лични напади. Со дискредитација, дисквалификација, мислам, не можам да разберам. Ма и сам рековте сега, оној кој што нема аргументирано да води дебата со вас, единствено може да оди со личен напад. Меѓутоа, би придала важност доколку некој со интегритет, со достоинство би ме навредил, би упатил кон мене лични напади. Но од колешката, поготово советничка, не можам да бидам навредена. Значи, таја прво за да ме згази, треба да ме стигне. А за да ме стигне, треба да ги изоди мојот пат кој што го имам изодено јас. А мојот пат кој што го имам изодено е лична борба и во него нема издајци, нема послушници, нема сервилни личности, нема лукративни побуди. Има само честност, поштеност и добро срце и добар човек. И ова го кажувам тука, доволно маркетинг и направивме на колешката, непотребен. Стига и до национални телевизии, така, мислам дека тука треба да ја завршиме секој, и тука треба да ја завршиме таа дискусија. Сакам да те прашам полека да привршуваме со муабетов. Како го гледаш за 3,5 години прилеп после завршувањето на мандатот на овој совет? Јас едно само можам да ветам, дека безрезервно, значи уште поотворено, уште поостро, уште по без калкулации, ќе настојувам да се наметнам и да ги наметнам моите исправни ставови за да се носат одлуки исклучиво само за подобрување на квалитетот на граѓаните на нашава општина. Колку во тоа ќе успеам, не знам, но борец не прашува за тежината на борбата, влегува. Јас можам да го ветам само тоа. Од ова што досега го гледам, не го гледам прилеп. Ако продолжиме вака, ако продолжиме со ваквите носење на одлуки, не го гледам прилеп дека за 4 години, за наредниве 3 години дека ќе биде нешто подобро од ова што е сега. Искрено. Да се надеваме дека нема да биде ни полошо. Искрено да се макар што ништо не стои вместо, или оди нагоре или оди надолу, така да макар и 10% да појде нагоре, јас прва ќе бидам која што ќе честитам дека и ќе бидам задоволна дека нешто овој совет и градоначалникот, јас имам респект кон градоначалникот, искрено, а значи човекот е со амбиции, дали тимот околу него или нешто друго, треба да го надмини и она што тој го чувствува за овој град да го реализира. Ајде да се надеваме дека нешто ќе се случи, дека после 3,5 години прилеп бареме дека како што вели 10% ќе биде мрмнат од ова прво да закочи па да оди малку нагоре. А ние ќе бидеме тука да коментираме, да ве следиме на седниците, да развиваме и јавна дискусија, секогаш ќе бидеш добре дојде на гостинка во Отава, како што благодарам за приликата и за можноста. И затоа и сакав, кога ме повикавте да го дам ова интервју, моето прво интервју беше на вашиот портал
И тогаш им ветував на граѓаните. И сакав да излезам пак пред граѓаните и да кажам дека тоа што го ветив до крај ќе го исполнувам и дека нема да молчам, нема да бидам декор, нема да бидам послушник, нема да бидам сервилна. А сум независна, не ме интересира, значи, нити СДС, нити ВМРО, нити Левица, доколку не се носат одлуки кои што одговараат за вие граѓани, а уште повеќе, заради тоа што јас, мојот став, мојата идеологија, нема да дозволам никој да ми ја цапне и да ми ја згази. Спомна идеологија, идеолошки како си формирана како личност, лево, десно, центар, лево. Јас сум цел живот лево ориентирана. Мислам, ви кажав и на старт, не бев член на ниедна, меѓутоа си имам лично убедување, јас сум цел живот лево ориентирана. Те фала ти за муабетов, се надевам дека кажа се што имаше да кажеш, јас се надевам дека прашав се што имав да прашам. Само уште едно нешто сакам да им се обратам на моите поранешни сопартици од знам. Значи, пред се им благодарам многу за несебичното залагање, кога јас бев исфрлена како носител на советничка листа, на сите до еден. Јас тие луѓе ги чувствувам како блиски, како пријатели и така ќе остане до крајот на мојот живот. Заради тоа што мене никој од нив не ми сгрешил ништо, туку напротив, од нив имав само огромна почит и огромна поддршка. За сето тоа премногу им благодарам. Те благодарам уште еднаш јас тебе за овој муабет. Тука сме, ќе разговараме, ќе дебатираме, ќе пробуваме да ја креваме демократската свест во Прилеп. Во благодарам уште еднаш. Фала ви што гледавте, се гледаме во следно интервју, процедурално или непроцедурално не е важно.